се зборуваме за предлог законот за утврдување на максимални цени за болничко лекување и за тестирање на пациенти со COVID-19 во приватни здравствени установи. Како предлагач се јавува Димитар Апасиев и Борис Крмов. Денеска на комисијата утврдуваме потребата од донесување на еден ваков закон. Предлагачот во кратки црти го ја објасни содржината и потребата и целите на овој закон. Би сакал да го искажам и моето мислење во однос на овој закон и во однос на потребата од изнаоѓање на механизми законски и инструменти со кои што ќе може да им се овозможи на пациентите во сегашната кризна состојба, прогласена пандемија на цела територија на државата, значи, па и во некои идни состојби кои што потенцијално може да се јават, да излеземе во пресет на пациентите со квалитетни законски решенија кои што ќе значат олеснување на пристапот на сите категории на граѓани, без разлика на нивната социјална категорија, подеднакво до сите здравствени установи, без разлика дали се работи за државни, односно јавни здравствени установи или пак се работи за приватни здравствени установи. Токму во оваа насока беа и нашиот предлог закон кој што претходно го поднесовме и кој што за жал се уште нема завршница, во кој што предвидовме исто така олеснување на мерките, односно олеснување во поглед на цените, на плаќањето на услугите во приватните здравствени установи, пристапот на социјалните категории, подеднаков до сите јавни установи, болници, за лекување од COVID, но и за оние категории на лица кои што поради невозможноста да бидат лекувани од други хронични болести чекаат подолго време, подолг период за лекување и да можат да бидат лекувани во приватните болници. Исто така со нашиот предлог предвидовме и бесплатно PCR тестирање, доколку нема можност да се тестираат во државните лаборатории со упат од матичен лекар кај приватните. Сметам дека и овој предлог на закон се занимава токму со оваа работа и како таков не гледам ништо лошо од потребата за негово донесување, дури се согласувам тој да сметам дека има потреба да се донесе, затоа што исто така уредува делот и ги таргетира дел од проблемите со кои што се соочуваме денеска сите ние и оди во насока на олеснување на пристапот кон здравствените услуги. Така да мислам дека овој закон ќе добие поддршка во неговата потреба за донесување и дека иако, како што кажа и предлагачот, навистина е со големо задоснување, како што и беше и предлогот на министерот Филипче кој што беше изгласан, многу долго се чека, долг период ги оставивме граѓаните на милост и немилост од приватните олигарси, од приватните болници, од приватните лаборатории. Се зборува за милионски суми кои што се платени во приватните лаборатории по основ на тестирање, не знам, повеќе од 13-14 милиони евра се дадени само за тестови. Се зборува за огромни суми на пари кои што се дадени за лекување од 10, 12, 15 илјади евра, дури некои семејства и по 20-30 илјади евра за лекување, а делот за жал од пациентите и не успеа да се изборат со страшно опасниот противник од пандемијата од COVID-19. Така да сметам дека навистина има потреба да се подобри постојното законско решение и овој предлог закон за утврдување на максималните цени за болничко лекување токму во таа насока на подобрување на условите за лекување и здравствени услуги во системот во здравствениот систем на држава. Благодарам.